прашувам, зар друго можам? Што уште би ви рекла вам? Дал казнета со презир ќе сум, јас сосем на вас оставам. Но ако во вас в часов зол се најде жал за мојот бол, ве колнам, подајте ми рака. Јас отпрвин да молчам сакав, верувајте за мојот срам би знаел еден Господ сам. Да имав барем надеж кратка, бар еднаш неделно за час, крај себе да ве видам јас, да слушнам ваши зборови сладки, да зборам со вас минут трен, да мислам потем ног и ден и ног на средба нова. Но велат дека чудни сте, издодевно ви било се, а тука нема блесок за вас. Но чекаме со радост на вас. А зошто дојдовте при нас? Сред тишина на катов скриен, јас не би разбрала за вас, за бол што во мене се крие. Зар друг? Не. Живеам во слога со срцево и својот ум, се врши волјата на Бога, јас вечно само Твоја сум. Во сонот често ти ме гониш, ти невидлив ми беше мил. Во својот поглед жар си скрил и Твојот збор во мене звони, што не, тоа не е сон. Ти тивко влезе, јас се стреснав и занемев, те узнав лесно и веднаш помислив, да, он. Се лажам ли? Те слушнав тебе сам, самотна сред тивка шир во часот, кога барав мир и барав утеха за себе сред молитва и добродетел. Зар тогаш не ми шепна ти за радост и за љубов права? Ти кој си? Ангел чувар или демон коварен што трага? Од сомнеш ти спаси ме. Зар може да е ова се за душа наивна саллага? Зар друго пишано ми било? Но сеедно, во Твоето крило судбината ја препуштам, што заштита од Тебе моли. Би сакала да не пуштам јас плач, но напразно ме боли. Јас сама сум, зар некој ме разбира, тако е тој. Молчејки гинам, сепак денес те чекам Тебе, мили мој. Со поглед една надеж јака оживи ми, или овој сон прекрати го со што сакаш. Со прекор, презир, суров тон. Јас свршив. Писмово ме плаши и премирам од страф и срам. Но позната е честа ваша. Во неа не се сомневам. Се предвидов. Навредени од мојата тажна тајна ке сте и горшлив презир пак ми вести од очите наведени. Но што сакам? Јас душа млада ви откривам. Со каква цел? А може повод сам ке дадам за злоба или суров поглед смел? Што меднаш случајно ве сретнав, од нежност искра во вас светна, а јас пак не поверував. Слободата ја жалев многу и само да ја спасам тога и по спар пат се осмерував. Не раздели нас уште едно. Ми стана ленски жртва бедно и се што носев мило в срце го откинав, го фрлив сосем. За сите тук со мисли празни си велев слобода и покој, наместо среќа, брачни окои. Јас грешив, колку сам се казнив, да можам вечно да ве гледам, да ловам насмевка со страст, со влюбен поглед да ве следам и да сум секој миг при вас. Да гледам сегде да ве гонам, да рушам пречка што не дели, да бледнеам, во маки тонам, да, тоа блаженство се вели. Се лишив сам од се и јас се влечам заедно со дните. Го ценам денов и секој час, во досада ги фрлам сите одброени и празни дни. И така тие ми се терет. Но измерен е векот мој,
Да продолжи ќе мора верба, увереност да е во мене. Јас мора да ја видам денес. Се плашам да не би ме следел низ ова писмо суров смев или поглед суров да ме гледа, да слушам прекори и гнев. Но дали знаете што значи што мжет од љубов стигне врв и разумно се што ме мачи да смирувам во својата крв? Крај нозете да паднам ваши, да плачам, да ги прегрнам, да молам, страста да ме плаши, да морам да ви признаам вам, меѓутоа пак, мртов ладен, да се вооружам со збор, да водам мирен разговор, да бидам весел. Каква гадост! Но немам сили сам на себе да се противам. За час се реши се. Во ваши раце сме мојата судбина и јас. Добро вечер и добре дојдовте заедно да се насладуваме на дел од најубавите љубовни писма, пронајдени во оставштината на многу познати личности. Панче и Викторија со многу чувства и емоции ни ги пренесоа двете најпознати писма од литературата, писмото на Татјана до Онегин и на Онегин до Татјана од познатиот роман на Пушкин Евгений Онегин. Но оваа вечер ќе слушнеме и многу вистински писма. Писма кои би требало да не потсетат на една многу одамна заборавена традиција. Вечерва сите ќе добиете сметки за вашите испиени пијалоци. Кога ќе си одете дома, отворете ги вашите поштенски сандачиња. Во нив повторно ќе ве чекаат сметки и само сметки. Сметки за струја, за вода, за интернет. Може би и по некој рекламен материјал, но толку, ништо повеќе. Дури ниту новогодишна честитка. А замислете си колку сите вие би биле среќни кога би пронашле писмо во кое некој ги излеал сите своји чувства. Писмо кое ќе го препрочитувате многу пати. Писмо кое ќе му пркоси на времето. Писмо кое еден ден ќе се најде во рацете на вашите внуци и правници. Датумот на кој се одржува овој настан, 22 декември, е случајно одбран. Но јас многу не верувам во случајности. На 22 декември Бетовен ја одржал премиерата на својата петта симфонија во Виена. На 22 декември во последен миг е откажано погубувањето на Достоевски. На 22 декември е роден нашиот Кочо Рацин, човекот кој со својата сопствена крв ги испишал прекрасните љубовни картички до својата раца. Но благодарение на нашиот Кире Пиличев се потсетив дека денешниот ден порано се празнуваше како ден на Југословенската народна армија. А што значи Југословенската народна армија за нас? Писма. Безброј писма, испишани до саканите, и чинам дека не постои куќа во која, скриени во некое ќоше, не лежат многу од нив. Се надевам дека оваа вечер ќе бидеме сите ние барем малку инспирирани да ја вратиме верата во љубовта и во уметноста на нејзиното изразување.
Ке кажам дека ова е див сон, но дека е сон кој посакувам да го разберам. Спој на животот и литературата. Љубовта е двигател. Ти, со својата камелеонска душа, ми даваш 1000 љубови. Секогаш усидрен, без оглед на невремето. Домот е таму кај што сме ние. Наутро продолжуваме онаму каде што сме застанале. Воскресение до воскресение. Ти се браниш и добиваш разновиден живот кој го посакуваш. Колку повеќе се браниш, толку повеќе ме сакаш. Ти треба. Твојот глас станува потивок. Твоите очи поцрни. Твојата крв погуста. А твоето тело поисполнето. Посурова од порано. Свесно, намерно сурова. Незаситено задоволство на искуства.
Како и секое утро, Леонард се качува во дневната соба да слуша вести. Рече си е 13 часот и Вирџинија се уште ја нема. Го догледува ковертот со ракописот на неговата сопруга и веднаш сваќа што се случило. Искривен од болка истрчува во градината, но знае дека е премногу доцна. Вирџинија патува со водите на реката Уза. Таа се погрижила во нејзиното палто да има доволно камења за обидот да биде успешен. И кога пристигнува на брегот, Леонард го наоѓа само нејзиниот стап. А ова е тоа што го пишува во последното писмо. Најдраг, убедена сум дека полудувам. Не можеме да минуваме низ уште еден страшен период. Овој пат нема да закрепнам. Почнувам да слушам гласови и не успевам да се сконцентрирам. Затоа, ќе го сторам она што ми се чини како најдобро решение. Ти ми ја пружи најголемата можна среќа. Во секој поглед беше најдобар маж. Не верувам дека двајца луѓе можеа да бидат посрекни. Се дури не се појави оваа ужасна болест. Не можам повеќе да се борам со тоа. Знам дека ти го изместувам животот и дека без мене би можел да работиш. И ќе можеш. Го знам тоа. Гледаш дека дури ни ова не успевам да го напишам како што треба. Не можам да читам. Но она што сакам да ти го кажам е дека тебе ти ја должам сета животна радост. Беше неверојатно добар и бескрајно трпелив со мене. Сакам сето тоа да го кажам, а тоа веќе сите го знаат. Да можеше некој да ме спаси, тоа сигурно би бил ти. Но ме напушти се, освен увереноста во твојата добрина. Не можам да продолжам да ти го уништувам твојот живот. Мислам дека двајца луѓе не можат да бидат посрекни одошто бевме ние. Ова е последното писмо на британската писателка Вирџинија Вулф до нејзиниот сопруг. Елени Каринте го пишува ова писмо до Мустафа Кемал Ататурк, незината единствена и најголема љубов, која за жалост станува неостварена. Некаде и некогаш. Поминаа толку години, а јас секој ден чекам абер од тебе. Ако некогаш го добиеш писмово, сети се, види ги солзите на хартијата. Годините си врват, овде се што се зборува за тебе. Нешто се случува, знам. Ако ги читаш овие редови додека љубиш некоја друга жена, искини го писмово и прашај ја неа дали верува дека некоја си Елени Каринте од Битола го поарчила цел живот за еден човек, со кого била само еден ден. Ако ја љубиш неа, како што јас те љубам тебе, не и кажувај ништо. Нека биде среќна, ако и ти си среќен. Ако пак уште ја паметиш девојката од балконот и не љубиш друга, знај, те чекам и ќе те чекам цел живот. Знам дека ќе се вратиш. Знам дека не си ме заборавил. Татко ми умре. Има цела година од како ме грабна од тебе.
ме заклучи дома и не ме пушти цел месец. Не плачев. Знаев дека џабе му се сите катанци и затвори. Човекот со кој тој сакаше да се венчам, го видов само еднаш и ме праша дали воопшто можам да го љубам. А јас му реков, не, јас си го љубам само првото либе. И повеќе не го видов. Татко ми никогаш не ми прости, а јас нему. Вечно ќе те сака и ќе те чека твојата Елени Каринте. Сузан, благодарам на сите и за поканата да позборуваме малку за љубовните писма, за нешто што исчезнува. Секако тоа не значи дека и љубовта исчезнува. А што да се каже за писмото, всушност, кога не случајно писменоста и писмото живеат во ист зборовен корен. Тоа е така и во англискиот јазик и во многу други јазици. Да се испрати порака, да се каже нешто што ќе остане всушност изворот на писменоста. Првото писмо сите сигурно сме го напишале можеби во вид на порака и на изјава на љубов. Мамо, те сакам, со нејзиното црвенило со карминот на зидот, и тука останува мајката безпомошна, не знае дали да се радува или да почна да вика. Таа белина всушност е основа на уништувањето на белината, е основа всушност да се каже нешто важно. Пред околу 170 години, пред појавата всушност на првите лепливи поштенски марки, оној што го примал писмото, тој бил всушност плаќачот на таа услуга. Тој си ја откупувал својата радост, изненадувањето, плаќал за своето изненадување. Потоа писмата почнале да пристигнуваат во толкав голем број што стануваат статистика. Се фалиме колку разгледници сме добиле за Нова година, колку писма во нашиот живот сме добиле, во колку кутии од чевли сме ги сместиле, а денес тие пак се враќаат на својата реткост. Поштенските сандачиња изгледале многу поинаку. Денес речиси сите се исти, сите оние, како што рече и Билјана, рекламни материјали што излегуваат од нив ги прават подеднакви. Таму кај што рекламниот материјал е останат, таму не живее никој. Писмата патуваат со оние што заминуваат. И суштина не е само просторот, далечината, просторната далечина што го одредува мотивот да се напише писмо, тука и временската далечина. Во мигот кога го пишуваме писмото, ние сме сами со себе и сме многу похрабри, зашто знаеме дека тој што ќе го прими целата тој товар на емоции наш, ќе го прими подоцна. Можеби додека спиеме, можеби додека веќе не го чувствуваме тој силен притисок на емоцијата, и тоа не прави многу послободни и поискрени. Денес сите наши пораки писма стегнуваат во истата секунда, дури сите четови имаат опција пораката да исчезне за 2-3 секунди. Тоа можеби не успокојува, меѓутоа го носи со нас заборавот. Денес писмата, еве тоа е последното писмо што имам добиено од административно, а и ние праќаме административни писма во вид на барања. Љубовните писма не се барања, тие се давања, се даваш целиот од себе. Тоа е суштинската разлика. Пишувал Кафка писма, колку и да бил суров, колку и да го сметаме за основоположник на тој кафкијански бирократски лабиринт, тој напишал љубовни писма. Пишувал и Вацлав Хавел додека бил во затвор, до неговата Олга. Пишувале, колку што знаеме, Рилке до младиот поет. Од љубовните писма
Тие се од писмата на Джойс до Нора. Спомнавме литературните писма, ги спомнавме Татјана и Онегин, тука и нашата Дениция. А за крај би го спомнал Китс, Џон Китс, англискиот поет кој пишувал писма на својата соседка. Замислете, тука нема просторната далечина. Ко нема просторот, го има само она што тој го гледа во незините очи кога таа заспива. Едноставно немал храброст да и го каже тоа и го срочувал во писма. Благодарам многу и би најавил Кети која ќе прочита едно писмо од Китс. Ете, добро вечер и од мене на сите овде. Никола, ти благодарам за најавата, иако нема да биде само писмото, ќе бидат и неколку зборови со кои што би ви го приближила уште подобро тоа што е напишано многу одамна. Пред да почнам со Китс, морам да ви кажам дека како друштво бевме особено возбудени во подготовката на оваа вечер и веројатно не само заради задоволувањето на оној воајерски миг што веројатно секој од нас го носи кога дзирка во најдлабоките, најинтимните чувства на нечија душа строчана на лист хартија, туку и она храброст да се извади своето срце, да се расече на половина, да се стави на лист хартија и да ти речат, еве повели, тоа сум јас. Мислам дека тоа е чин на херојство и ретко кој умее тоа да го направи денес. Затоа оваа вечер, па и во минатото, не само денес, затоа оваа вечер ја посветуваме на сите такви херои. Да, како што спомна Никола, ќе ви прочитам дел од писмата на Џон Китс. Зборуваме за англиски поет, еден од најпознатите англиски романтичари, тоа втората генерација представници на романтизмот во 19-тиот век. Човек кој што, за жал, нема да го доживее врвот на својата слава во текот на својот живот, тоа ќе биде доста години после неговата смрт. Меѓутоа, она што мене ми е останато во сеќавање уште од времето кога учевме англиска книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, еден цитат кој што го оставил како аманет да биде запишан на неговата надгробна плоча после неговата смрт. Епитафот вели: овде почива човек чие име е запишано на вода. И тогаш мене таа символика на животот како едно такво продзирно нешто, на една толку минлива и илузорна работа, ме воодушеви и навистина е можеби и првата асоциација на него. Но, како што кажавме, ќе се фокусираме на оној дел што се однесува на љубовта за која што има кажано, љубовта е мојата вера, поради неа би можел и да умрам. Китс е поет кој што се влюбува во својата соседка, девојката Фани Браун, која што е една така необична, отворена и непосредна, екстровертна личност, толку несвојствена за него во почетокот, што ја крстова дури како чудна девојка. Таа пак се залюбува прво во неговите поеми, а подоцна и во самиот поет. Она што е трагичното во нивната приказна е дека во мигот на нивното запознавање тој е веќе болен од туберкулоза. Болест која што во 19-тиот век и текако е стравична, уште повеќе за оние кои што немаат средства за да се износат со неа. Китс бил точно таков профил. Меѓутоа, и покрај сето тоа, Фани Браун е заслепена од љубовта кон него, така што таа нејзина љубов пропорционално расте заедно со прогресијата на неговата болест. И покрај несогласувањата од страна на фамилијата на Фани Браун, тие сепак прават тајна веридба и тој прстен што е предаден во наследство од мајката на Џон Китс, ден денес се наоѓа во музеот, куќата практично на Џон Китс во Лондон,
Баш со Никола споделивме неколку збора дека тој го има посетено тој музеј таму и има прекрасни спомени. Ете, тоа е место кое што со сигурност би сакала и јас еден ден да го видам. Таа нивна врска не трае многу, затоа што поради ладните зими тој мора да замине во Италија, во Рим. И е категоричен на таа разделба дека нема да ја поведе неа со себе си, веројатно сакајќи да ја поштеди од сликите кои што со сигурност следувале. На разделбата му праќа еден бележник, во кој што претпоставувам очекувала да бидат напишани писмата кон неа, прамен од својата коса и еден полудрагоцен камен, наречен корналит, камен кој што наводно штител од уроци и бил чувар на здравието на човекот. Таа го држала постојано во рацете да ги топлат, а тој на челото затоа што имал чести грозници. Впрочем, со тој камен наградите, во раката наградите и ќе умре Џон Китс и е закопан на протестантските гробишта во Рим со каменот во рака, со праменот од незината коса и бројните неотворени писма на Фани Браун. Да, тој не отворил ниту едно единствено писмо од нејзе додека бил во Италија, ниту пак се осмелил да прати назад. Меѓутоа, ја оставил вечноста. Го зацврстил незиниот лик, ја зацврстил, ја овековечил неговата љубов во сонетите, во прекрасните сонети кои што недвосмислено се посветени нејзе. Ете, тоа беше кратката историја што мене многу ми се допадна и сакав да ја споделам со вас. Ќе прочитам кратки фрагменти од писмата кои што се останати и кои што се посветени нејзе. Јас сум полуден по тебе. Ти не мисли на ништо друго освен на мене. Не ме заборавај. Но имам ли некакво право да ти кажам да не ме забораваш? Може би мислиш на мене по цел ден. Имам ли некакво право да сакам да си несреќна поради мене? Ти би ми простила такво нешто кога би знаела колкава е премолчаната страст која негувам само за ти да ме сакаш, како што јас тебе те сакам. Вчера и утрово ме прогонува една прекрасна визија. Те видов во овчарски фустан. Сите мои сетила чезнеја за тебе. Колку само моето срце беше посветено и колку моите очи беа полни со солзи. Таа патетика и тоа изливање на своите чувства продолжува и во другото писмо. Како те запознавам, така се повеќе те засакувам во секој поглед. Дури и мојата агонија беше агонија на љубовта. Во најжешкиот настап на агонија сум подготвен да умрам за тебе. Ти додевав премногу, но поради љубовта, што можам јас тука? Дури да не ме сакаш, не би можел да ти јаускратам својата потполна верност. Колку се самосилни моите чувства кога знам дека ме сакаш, мојата душа беше незадоволна и вознемирена. Душа сместена во тело, претесно за неа. И на крај, само уште еден цитат кој не случајно го оставив за крај, кој што веројатно е еден од најсилните. Во едно од своите последни писма кон неа тој вели: би сакал да сме две пеперуги и заедно да проживееме само 3 летни дена. Така би можел да ги исполнам тие 3 денови со тебе, со убавина каква не можам да досегнам ниту со 50 години заеднички живот. Ви благодарам.
Господару, од птицата на небото до мравката на земјата, секое живо суштество е сведок на мојата љубов кон вас. Камењата, карпите, дури и дрвјата би можеле да ви посведочат за тоа, ако ги прашате. Ме обвинивте дека си поигрувам со вас. Доколку навистина така чувствувате, подготвена сум да се откажам од својот живот за ваша прошка. Мојата намера беше да ја искусам среќата со вас и своите деца како слободна жена. А мојата слобода е во вашите раце. Не ја сакам својата слобода без вашата заробеност во вашиот преград. Господару, овој прстен е мојата душа, моето срце. Со него го пронајдов животот и сега сум во милоста на вашите сакани раце. Ке чекам трпеливо и со верба да биде повторно вратен таму каде што припаѓа. Недостојна, јадна и несреќна без вашата љубов. Хурем. Драги пријатели, слушајќи ги вечерва сите овие писма на големи книжевници, историски личности, осознаваме една вистина, дека сите ние пишуваме на сличен начин. Затоа што сите нас не поврзува универзалната и единствена вредност, а тоа е љубовта. Всушност, сите ние љубиме на сличен начин. Ви благодарам. Читајќи ја книгата на љубавите љубовни писма на великаните и слушајќи ги сите прочитани писма досега, сватив кој е другото лице на историјата. Од една страна, овие луѓе кои ги пишувале или на кои им биле наменети писмата, ги знаеме како големи освојувачи, војсководци, композитори, уметници, писатели, научници. Но која е втората страна на историјата? Наполеон страда поради долгите разделби од Жозефина. Балзак нетрпеливо чека да се спои со Евелина. Пиер Кюри со сето срце ја моли Марија побргу да се врати кај него. А Бетовен силно влюбен и пишува на неговата непозната, како што тој ја нарекува, бесмртна љубов. Тоа е втората страна на историјата. Нивната љубов, нивната слабост, нивните копнежи и нежноста која ја исцедиле во сите овие интимно интонирани писма.
Писмата не се ништо друго, тоа се излив на емоции, соголување на човечката душа. Преточено во зборови, она што го мислиме, особено кога сакаме да искажеме љубов. Таква љубов негувале познатиот француски писател, реалист Оноре де Балзак и грофицата Евелина Ханска. Бројни писма сведочат за нивната љубов. Меѓутоа, еве вечерва ќе откријам едно пред сите вас. Ах, колку би сакал половина ден да клечам пред вашите стапала и да ја ставам главата на вашиот скут. Да сонувам прекрасни соништа. Да ви ги кажувам до исцрпеност своите мисли. Со восхит, понекогаш не заборавајќи ништо, но со уста залепена на вашиот скут. О, најсакана моја Ева, дену на моите денови, светлино на моите ноки, надеж моја, обожавана моја, најсакана, единствена моја мила, кога може да те видам? Илузија ли е тоа? Ве видов ли на вистина? О Боже, колку го сакам вашиот акцент. Само бледо навестување, вашата убава уста. Дозволете ми да ви кажам, мој ангел на љубовта. Работам и дење и ноќе, за да дојдам да ве видам на 2 недели во декември. Ке поминам низ апартманот Жура, покриен со снег. Но ке мислам на снежнобелите рамена на мојата љубов, на мојата најсакана. Ах, да дишам во вашата коса, да ве држам за рака, да ве земам во прегратка. Токму тоа ми дава храброст. Некои мои пријатели тука се зачудени од жестината и силата на волјата што ја покажувам во овој момент. Ах, тие не ја знаат, мила моја, онаа чија слика е доволна да го запали жарот на страдањето. Еден бакнеш, ангеле мој, на земјата. Еден бакнеш во кој ќе уживам полека. А потоа, добра ноќ. Ви благодарам. Мариета и на Викторија и Панчи и на сење на сите и секако Горан Елено, моме писмата не однесе до писмата и во македонската традиционална музика. Што да се каже после сите овие писма, повеќе за писмата, освен колку е нивното значење, се сеќавам дека една од казните, кога веќе ја спомна војската благодарение на Кире, една од најголемите казни во армијата беше да ти искинат неотворено писмо пред твоите очи. Не постои поголема казна од тоа. Колку писмата можат да кажат за почетокот на една љубов и всушност на еден живот и крај, најубаво се гледа од 2 писма на сликарката Фрида Кало до нејзиниот Диего. Во едно писмо таа вели: ништо не може да се спореди со твоите раце, ниту со твоите позлатени зелени очи. Моето тело исполнето со тебе
со денови, ти се огледалото на ноќта, насилен блесок на молња, влажноста на земјата. Шуплината на твоите пазови е моето засолниште. Моите прсти ја допираат твојата крв. Сета моја радост е да ја почувствувам живоста на пролета во твојата цветна фонтана која постојано ги исполнува патиштата на секој мој нерв кој е и твој. После известно време, друго нејзино писмо вели: вистината е толку голема што не смеам повеќе да ја негирам, Диего, те сакам, но не можам повеќе да живеам покрај тебе. Јас ќе те сакам целиот свој живот, ќе те чувам од далечина, но претешко е да бидам покрај тебе. Ти ми требаш, но не смеам да те гушам и да те задржувам. Се чувствувам заглавена надвор од времето, обседната со магијата наречена љубов кон тебе. Сето ова наликува на лудило. Тишината ми создава уште поголема конфузија. Затоа морам да заминам, да те оставам. Цел живот во две писма. Раѓање и умирање на љубов и потоа пак раѓање. Едно свежо писмо благодарение на Ване, со кого седиме тука на масата, го спомнавме, Леонард Коен. Уште едно писмо за заминување. Кога неговата Маријан, која ја опеа во песните So Long Marian and Like a Bird on a Wire, умира, тој за неколку часа пишува едно писмо кое е прочитано веднаш пред незината смрт. Па Маријан, дојдовме до ова време кога сме навистина толку стари, нашите тела се распаѓаат, мислам дека ќе те следам многу наскоро. Знај дека сум толку близу зад тебе, што ако ја подадеш раката, мислам дека можеш да ја дофатиш мојата. И велат дека Маријан ја подала раката кон човекот што ја го прочитал писмото. И знаеш дека секогаш те сакав заради твојата убавина и твојата мудрост. Но не морам да речам ништо повеќе, бидејќи ти знаеш се околу тоа. Но сега сакам да ти посакам многу убаво патување. С Богом, стар пријателу, бескрајна љубов. Се гледаме некаде подолу по патот. Подолу по патот. Леонард Коен ја следеше. Би сакал сега да чуем едно друго писмо од стварноста, нам толку блиску. Ја поканувам Смилја да прочита дел од преписката со нашиот прекрасен поет Иван Василевски, кој не е тука веќе меѓу нас, за жал. Сузана ми кажа дека би сакала јас оваа книга излеав сите чувства што ги имав ја Иван, бидејќи една средба во возот Атина-Париз, кој патував јас за Загреб, а он патуваше за Белград, една средба се претвори во голема љубов. И после тоа, само таа средба, за 6 месеци си размеривме преку 50 писма и на крајот веќе одлучивме дека не можеме еден без друг. И дојде Иван и ме зеде. Сега ќе ви одбрам само фрагменти од тие писма кои навистина ми значеле многу. Прво ќе прочитам писмото од него. Едно што сум јас ја одбрала, има, ви реков, преку 50 писма. Се сум така тажен, мила Мими. Работам и мислам на тебе. Патувам и мислам на тебе. Спијам и те сонувам. Нема поубаво од тоа некого бескрајно, искрено и безгранично силно да го сакаш. Ништо,
Навистина ништо на светот не е повредно и поскапо од тоа. Да си ти сега со мене, покрај мене, да можам да те имам во преградке, да те љубам, да може сега да ја ставиш твојата убава прекрасна главичка врз моите гради. Ах, да може, не знам што би дал, не знам што би жртвувал, не знам колку би бил среќен, а и ти секако. Јас му одговарам. Да. Ние се сретнавме, нашите погледи се вкрстија, очите проговорија. Да, очите беа тие кои не издадоа. Во очите имавме иста тага, иста болка. Како ме прочита, кога јас мислев дека вешто ја крија мојата болка, едноставно ме запрепасти твојата забелешка. Вие сте несретна исто како и јас. Одој чујно го рече тоа. Зарем моите очи беа толку издајнички? И сега поцрвенувам кога ќе се сетам како мојата рака се најде во твојата. О судбино, зашто си толку сурова? Дали си лачен сјај или светлост која ги засклепува луѓето? Или потполн мрак во која само мечтите тлеат? Не знам што ми да кажам и сега, кога во мракот ги барам твоите раце, или кога се будам и сакам на перницата до мене да лежи твојата прекрасна глава. Останувам скаменета од самата реалност, дека сум бескрајно тажна што не сум покрај тебе. Да. Ме прашуваш дали можам без тебе? Како можам? Родена моја, како можам без тебе? Ете, гледаш дека не можам. Јас би умрел без тебе. Јас би бил вечно несреќен. Ах, дури сега знам, чувствувам што е тоа љубов. Јас сум романтичен до бескрај. Јас сум поет, а не знаев што е тоа вистинска, чиста љубов. Јас тоа не можам да си го објаснам, но јас дури сега доживеав да сакам бесконечно и безгранично да бидам сакан. И често, како во сон, воскликнувам: судбино, судбино во нас откриена и низ нас покорена. Во душата досега патував со темни, со црни галии, во срцето имав катакомба. Името ми беше апсолутен молк. Кога мислам на тебе, толку сум, да знаеш, здрав и силен, непобедив, моќен, твој заштитник. Заштитник на нашата љубов и среќа, и нежен како цвет, и добар како дете, и мирен како музика, и вечен како поезија. Ќе си дозволам да ви не. Последно. Не, последно. Последно. Ќе си дозволам да ви го прочитам и последното писмо кое, држејќи се за раце, Иван полека ме напушташе. Меѓутоа до крајен момент беше свесен дека ќе се разделиме и секогаш само повторуваше: те молам, немој да плачеш. Јас кој ќе заминам, немој да плачеш.
И во раката држеше еден плик. Ми каже, овој плик ќе го отвориш кога мене ќе ме нема. Морам да го прочитам, бидејќи тоа го заслужува он и сакам, бидејќи ако е негде да го слушне и тоа. Најголема почит и благодарност до мојата вечна животна и творечка инспирација, Смилја, до мојата неизмерно сакана сопруга и жена, која го исполни моето битие со љубов и човечност и која го потикна и цело време го поддржуваше сиот творечки чин во мене. Таа постојано ме скреваше од амбисот, од телесната и духовна немоќ и ме издигна на пиедесталот на неголема нејзина заслуга е она што го создадов. Бескрајно ти благодарам, моја љубена, и искрено ти се извинувам за големата твоја жртва и за сето она што го претрпе со мене. Умирајќи, уште повеќе те сакам. Збогом. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like these, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift. Barefoot King composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, you're strong, well, her feet were strong, but you needed the proof when you saw her pattern on the roof. Her beauty in the moonlight of a Chuya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. From your lips she threw the hallelujah, 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 Baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live a life before I knew ya. I seen your flag on the marble ark. Love is not the victory march. It's cold and it's broken. Ете во непосредноста на целава ситуација вечерва, добивме едно писмо
би го поздравила вечерва нашиот пријател, афористичарот Ацо Георгиев, кој што сакаше да споделиме едно од неговите циклус писма Исповед на еден човек, писмо од пријателот Мирче М. Еве што има внатре. Драг пријателу, се надевам дека ова мое писмо ќе те најде не само во добро, туку и во вистинско расположение за да можеш да ја разбереш неволјата што ме снајде. И порано сум ти зборел за неа, и тоа многу, но сепак се чувствувам недоискажан. Кога ја видов прв пат, ми се стори како милно пролетно цвеќе израснато покрај патот, несвесно за опасностите кои го демнат како од пролетниот студ, така и од разните намерници и немерници кои минуваат по патот. Но сепак цвеќето им пркоси на опасностите. Онака херојски издигнало глава како цела сила на светот да се собрала во него и не знам зошто, но силно го засакав тој цвет. Таква беше мојата прва перцепција за неа и се е уште е. Секогаш кога ќе помислам на неа, кога ќе ја видам, чувствувам нешто длабоко. И за тоа чувство сиот свет би го дал, дури и повеќе од тоа. Знам дека желбата на човекот и неговата судбина чекорат по различни патеки и тоа толку многу ме боли. Се сеќавам на твоите зборови кога ми велеше дека очајот е само минлива состојба на умот. Надежта е таа која е трајна и која не води напред. Да, точно е. Но со надеж ли само да се живее вечно? Тогаш помислив да можам ќе ја именувам вечноста по нејзиното име. Дури има вечност, ќе живее и споменот за неа. Тоа ми беше утеха. Доцна е. Сведок ми е прстенот на левата рака. Заветот даден пред него во неговиот дом. Секојдневната грижа за новите генерации кои ќе ги наследат нашите идеали. Ако животот е река, мојот живот е на половина пат до утоката. А не се усмелувам да пливам узводно, да им пркосам на законите на природата. И затоа смирено ќе го чекам моментот на влевањето во морето. Конечно одлучив, ќе и пратам букет бели рози, без трња, со една црвена во средината и искрено се надевам дека ќе ја помириса црвената за да ја дознае мојата вистина. Бидејќи љубовта се чувствува со сите сетила. Кога би можел, би се смеел, би викал на цел глас да слушне сиот свет, но тоа е за некои други луѓе. Луѓе кои свесно ја газат совеста, за разлика од нас, кои животот го сваќаме како казна, а не како награда. Ти благодарам, пријателу, што беше трпелив да ги запознаеш моите маки, онака напишани скромно, како исповед на пријател кој целиот свој живот имаше единствена цел да остане човек. Остани со здравје, чувај се од искушенијата и нека те водат љубовта, надежта и верата во Бога. Поздрав, Мирче М. Благодарам. Драги пријатели, мислам дека е таман времето да се заблагодариме на присуството на некои луѓе вечерва. Се заблагодаруваме на секој еден од вас што одвои од своето време и дојде овде да ги сподели емоциите од прочитаните писма. Посебна благодарност на младите Викторија и Панче, кои со нивното соочување ни покажа уште еднаш дека во младите е надежта. Кога сме кај младите, да се заблагодариме на Кире Иванов, кој го изработи овој прекрасен плакат што стои овде, а го има и на екраните. На младата Катја која ги изработи со своја рака сите овие плика и писма што ги добивте како поклон и спомен за оваа вечер.
Да се заблагодарам на градоначалникот на општина Струмица за честа што ни ја направи, неговото преосвещенство, викарниот епископ Јаков, ви благодарам. Да се заблагодарам на искреноста на тетка Смилја, за тоа што сподели дел од својата најдлабока интима со нас. Да се заблагодарам и на професорот Павле Стојанов, кој ќе го слушнете за кратко, од кого сите ние ги учевме стиховите, како се читаат и како се сакаат. Не знам дали заборавив уште некој. Да. Концепт кафе бар за амбиенталноста и пријатноста. Ви благодариме. А сега е вистински момент за нешто друго. На секоја маса имате оставено по едно листче хартија. И имате пенкала. Ве замолуваме, доколку сакате, доколку се инспириравте од се она што досега го слушнавте, да напишете некоја мисла со која вие би го отпочнале или би го завршиле вашето љубовно писмо. А тој што ќе го избереме како најавтентичен, ќе добие награда. А може би и некое почесно место во нашето друштво за култура, наука, уметност и литература Иван Василевски. Примерокот од писанието Зенит секако ќе добие. Ве замолувам, еве ви даваме 5 до 7 минути. Пишувајте, сконцентрирајте се, излејте ги вашите чувства на хартија. А сега Горан. Со тажен лик и на солзени очи доаѓаш ти ко ветрот мил во моите ноки. За прв пат те гледам, несреќна мила, каков ли бол ги стопи твоите полетни крила. Ти моето цвеќе, не го примаш веќе, бегаше се што било дел на твојот свет. Ти плачеш и гори за разделба збори, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Ме оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи дал постои друг во животот твој. Ти мој си свет и единствена радост, од сонцето дар на љубав цвет на мојата младост. Но ти остануваш туѓа и сосема друга. Бегаш од се што било дел на твојот свет. Ти плачеш и гори за разделба збори, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Ме оставаш мене за друг да
da te земе, не те давам свету мој. Кажи дал постои друг во животот твој. Ти плачеш и гориш, за разделба збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Ме оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи дал постои друг в животот Целата спонтаност на настанот, имаме еден возрасен, многу драг пријател кој што самиот изрази желба да каже 2-3 збора, кој друг ако не Киро Донев. Чичко, Киро, повели. Неверојатно ни напишал нешто. Јас не пишувам писма, така еднаш си изборев, напишав само едно писмо, ама овде ги имам најдобрите антологии од светската книжевност, на сите најдобри писма, бидејќи не сакам да ги чувам, а ова вечер е навистина прва, таква од таков вид и одлично организирана. И сега сакам да ги подарам таа едната негде објавена 72 година, значи Ана имала 1 година сигурно. Не знам. Па да го честитам првиот роден ден, не знам кога. А Суза пак, кој знае кога. Тука си другите, значи имам 2 антологии од таа светска класика на пишаниот збор. Сакам да им ги подарам, бидејќи се организатори на таа прва средба. Еве едната на Ана. Се вика Теби писма љубави, таа едната. Ова, поправо, да ви кажеме на работа. Не ја давам на Ана, таа посветена на Томче, бидејќи Томи и Мите се единствените мои пријатели, така телохранители, приватна такси служба и така натаму. А едно време мене Ѓурчинов, кога ги правихме Караманови средби, еден писател, не сакам, бидејќи видите тука се повеќе поети, некам да му го кажем името, бидејќи сите го знаете, сакаше да ја добие Рациновата награда, му вика Борче, кајке. Добро, не, се извинам, не, друго име, абе вика поет, што не напишал љубовна песна, не е поет, вика, да знаеш. И не можеш да добиеш наградата. Меѓутоа, еве Томче и Мите, например, не се поети, ама знае да одберат поетеси. Што да правим сега? Може не знаат песна да напишат, а тука и Дукич. И не дај Боже, некоја што не пишува да зема поет, ќе се покае. Затоа гледајте, следете го нивниот пример. Значи еве, ова на Ана и го подарам, ова антологија. А другата е на Сузе. Ова ми е третата ќерка, да знаете така. Мене имам и за Маријета, ама она ми прави многу голема штета. Кога да присуствувам, таму ме расплакува. Затоа нејна наградата утре ќе ја дадам. Оти по-специфична е. И веќе на нејни промоции не ода. А инако Смилја ме поттикна. Јас не пишувам писма, ви кажам, само едно имам напишено во животот и се покајав. Имам една девојка, ама ми напишала едно писмо 3 декади на хартија. И ми вика,
имаш ли срце, немаш ли срце, како ќе ме оставиш и така натамо, ми умре срцето, ми пукна срцето и ми пратил едно писмо и тоа баш на време за прочка. А на прочка, ако те проколни некој, тоа знаете како е. И јас си напишав, викам, да не го кажем името, викам, барем одговори ми, вика. Јас си напишав, срцето не е срце, ако никогаш не те боли, умри од вино и љубов, ама никого не моли. И она ми врати уште едно писмо и замислите, после тоа едва и два пати се оженив. Значи, кога ме проколна, не дај Боже жена да ме проколни. Затоа писмо не пишувам. А овие се тука, што да ви кажам, не толку. Па ние не знаевме дека има толку скриени поети и писатели овде. Колку што има пристигнато, мислам дека ќе објавиме збирка. А сега ќе ги прочитаме и ќе избереме нешто кое го сметаме за најавтентично. Вие што ќе ги привршите, слободно донесете ги. Сега ќе ги прочитаме. Ете, Сузе, Ана, ајде. Ги сакам твоите очи, ќе се потрудиме најдобро што можеме да ги прочитаме. Ги сакам твоите очи, твоите вешти раце, твојата мила и добра душа. Едноставно те обожавам. Мери. Нели? Овде нема никакви врски, кој ќе ја добија наградата, најдобриот добива. Кога би бил овде, мојата тага ќе се претвори во среќа, копнежот во страст. Стоине. Се ќе помине. И радоста, и тагата, и среќата, и не знам. И тагата, и среќата, добро. Само таа ќе остане со нас и по нас. И вербата во тебе, љубовта, таа ќе остане. А кој верува во љубов, никогаш не е сам. Браво! Те поканувам во долапот на моето срце. Длабоко ти отворам зарез во најболното тромење на ортата. Крварам, безмилозно се плакнам во солзи. Опасно боледувам и те прашувам за лек. Дојди ми, љубов моја, затоа што ти си моја автоимуна болест. Тоа некој медицинар да не е. Срцето не е срце ако никогаш не боли. Умри од вино и љубов, но никогаш не моли. Нешто ми е познато. Киро Донев. Киро без шиширо. Ти си мојата најголема љубов, затоа и во следниот живот пак тебе ќе те изберам. Те сакам. Не знам да дешифрирам. На српски. Не чуте волјати вјечно, не знам дали го акцентот. Не чуте волјати вјечно, волјачуте овај тренутак у вјечности колико твоје живот. Јел тачно? Ако душата знае да зборува, ќе го шепне твоето име. Ако срцето може да милува, ќе те гушне само тебе. Браво! А ти ми подаде рака и ме воздигна. Ти си моето мало засолниште каде можам закрила да најдам подкрепа и поддршка. Љубов која несомнено допре до длабочините на моето срце. Ја заклучи мојата душа заедно во бестрага, заедно во нашето мало, несовршено совршенство. Тоа е песна. Браво! Милноино моја,
Матиумо мој, тебе, жено со баеги жена, завршувајќи го писмово ти посакувам, арноти околу со и во тебе, да младееш и убавееш и секогаш и секаде да зрачиш и да значиш професорот Павле Стојанов. Не бевме погрешни, беше погрешно време. До наредниот пат, до наредниот живот, до наредниот здив, до вечност, љубов моја. Ова заврши уште пред да започне. Бескрајно многу, бескрајно долго, до вечноста. Нешто како Жак Превер. Се изначитав разни ракописи. Цветната кошула која смртно ја мразам. Нечистите скали и пригушената музика. Луѓето кои се забавува и нивната смеа. Ти, јас и тишината меѓу нас. Болката и солзите. Темна ноќ во која и месечината плачеше. До наредниот пат, наредната солза, наредниот живот. До вечност, љубов моја. Нека нашата љубов одекнува до вечноста. Се разделуваме за кратко, за повторно да се препознаеме во вечноста. До бескрајот, љубов моја. Јас мислам дека ниту една друга вечер зборот љубов не е повеќе пати слушнат. Родена моја. Гушни ме додека не мирисам на тебе. Бог е голем, љубовта е голема. Бог е љубов. Славица Кирова. Браво. До вечноста и назад, сега и секогаш би додала амин. И знај, нема молња без гром, нема буква без глас, ниту љубов без болка. Оној кој што не почувствувал болка, не почувствувал ниту љубов, останал само безгласна буква, глув за бурата во срцето свое. Писателот до пријателот Мирче, Ацо Ѓоргиев. До вечноста и назад, сега и секогаш. Нека нашата љубов одекнува до вечноста. Се разделуваме за кратко, тоа го прочитав, за толку памтам. Најмил мој, дену на моите денови, светло на моите ноки, најсакан мој, Катја Маглешева, прекрасното девојче што ги изработи сите овие пликоа и писма на вашите маси. 5 букви невозможни да се објаснат и на лист многу поголем од овој и смешка. Ако ова го прочитам, може МВР слободно да ме прими на работа, да дешифрирам без апарат. Драга, кој рекол дека љубовта не може да придвижи брод? Нека животот биде параход, движен од нашата страст. Подот на пареата нека биде двигател на нашиот заеднички параход. Е животот назад и без број. Фала, МВР, фала. Толку ли се сите? Не ти ги прочитах сите, готово. Инаку, жири комисијата во состав Ана и Сузана одлучија наградите да ги добијат Родена моја и Гушни ме додека не мирисам на тебе. Еве сега, Ана, ќе Само кратко, заради тоа што со многу малку зборови кажале цела филозофија, само заради тоа.
А не знам чиви се. Ова со врски е дефинитивно. Гушни ме додека не мирисам на тебе. Дојди, Панче. Дај да те гушнам. Прекрасно, дете, прекрасно, повели. Значи, наградите ќе ви бидат врачени дополнително, ќе организираме вечер на наградените и ќе ги објавиме на страницата на Друштвото за литература, наука, култура и уметност сите напишани писма. Ви благодарам многу. Ова е нешто сега како десерт. Знаете кога најсладкото доаѓа на крајот. Го повикувам професорот Павле Стојанов, нашиот учител на стихови. Повелете, професор. Благодарам, Маријета, пред се на прекрасната најава. Поздрав до сите вас овде присутни. Поздрав до Горан Алич, кој што и дава посебен шмек на вечерта. А инаку би сакал сите вас да ве подсетам дека убавата жена и татковината се најсилните инспиративни мотиви и за творби и за борби. Еден од нашите еминентни писателски имиња, Петреман Андреевски, во своите дела токму тие две нешта ги апотеозира. Татковината и убавата жена. Јас вечерва овде пред вас ќе прочитам дел од неговата поезија, по-конкретно изведок од неговите 5 љубовни писма. Од циклусот 5 љубовни писма. Ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство. Ни детските шепоти, ни родилните маки на фрленото семе, ни просторот што ми остана меѓу твоите раце, меѓу твоите два припека, ни змијата што го возбудува врвот од житата, ни пламенот што надојдува како есенска магла во низата од пиперките, ни љубовта и омразата меѓу клучот и катанецот, ни притаената светлина во купениот кибрид. Ништо не е повидливо од твојата трага пред мене и зад мене, со мене и во мене. Паметувам, тебе ти прилегаше се, како и на силот и смилот што ме подчинуваа однадвор, а ме хранеа однатре. Ти беше мојот исток и мојот величетврток. Паметувам што читаше, дури читаше, и што кога не читаше. Како легнуваше навечер, како се продзеваше наутро и како денот го продолжуваше со својата насмевка, возбудлива кок вечерина во отворена калинка. Во тебе беа границите на целокупна Македонија. И јас, дури те љубев, ја љубев сета татковина. Ти беше мојот тримир и мојот светилет. И моето прогонство беше за да бидат целости твојата волја, а мојата неволја. На дното од морињата,
на врвот од копната, ти секаде прва и пред зракот и сред мракот. Беше тоа еден ден што траеше цела година. А беше тоа кога помислував дека твојата коса низ туѓи прсти истекува ко млаз вода или косува пченица. А беше тоа кога помислував дека полната светлина од твојата уста капе и се меша во туѓа пладнина, па гаснеше варта во моите очни випли. А беше тоа кога помислував дека веќе не можам без тебе, па почнував да личам на сите мои предци. На сите мои предци, а најмногу на себе си. Беше тоа еден ден што траеше цела година. Една година јас без тебе, јас без себе. И секој говор ми почнува со твоето име. Те оживувам од сите слики, но жива нигде те немам. Сето бело видело ми го скрип од своите трепки, па ни пат кај што врвам, ни сон кај што преспивам, ни крај, ни бескрај, ни земја кај што те загледувам, и пак со тебе легнувам, и пак без тебе се будам. А една година, како трчкам по жална Македонија, одбирајки зборови што секаде ке те прочујат, тебе, балсам и шекерпаре, тебе радост на иднината што севезден ги водреше моите болести. Една година оставен да се бранам од себе си. Една година ти без мене, јас без тебе. А те барав. Те барав во учебниците. Те барав низ вековите во рамнотежата меѓу минатите дни и идните ноќи. Те барам во жестоката можност за обединување на мојот раштркан народ. Те барав зад небото, во небеските кратечини, во атентатите од моите луѓе на моите луѓе. Те барав во незавршениот страф над звездата што паѓа, не можејќи ништо да допре во просторот. Те барав во се и се што. Те барав, а барајќи можев само да те сретнам, но не и да те најдам. Но не и да те најдам. Ви благодарам и на крајот само уште една пофалба на организаторите, најголем дел од нив мои поранешни ученици, заради организацијата и убавата композицијска градба на оваа вечер, почнувајќи од Панче и Викторија како најмлади, завршувајќи како мене седокоси. Значи и во тоа има некоја символика, а секако дека нам на возрастните ни е должност да им оставиме аманет на младите да негуваат вакви настани. Ви благодарам уште еднаш на сите. Благодарам, професоре. А сега ги повикувам сите мои пријатели од Друштвото за наука, култура, литература и уметност Иван Василевски за вечерашниот напор да ви се приближиме преку љубовта и да наздравиме за љубовта, драги луѓе. Да наздравиме за љубовта што не создала, за љубовта што ја носиме во нас и за љубовта што ја раѓаме. Ви посакуваме среќна нова година и среќни празници, да сме живи и здрави до следно видување. Се најубаво!
Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me till the end of love, and dance me to the end. Dance me to the wedding now, and dance me on and on. Dance me very tenderly, and dance me very long. We both of us beneath the love, we're both of us above, and dance me to the end of love, and dance me to the end. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, and dance me to the end of love, and dance me to the end of love.